Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Актуелни теми има многубројни, меѓу кои секако бербата на куртовската капија, ајварката, која што знаеме дека годинава ќе има можеби многу повеќе во однос на лани, но во однос на квалитетот има загуби поради климатските промени, многу суша, потребно е вода, а и тутун ќе има помалку во однос на она што имаше лани, најмногу поради временските услови. Дојдени сме овде на тромеѓето помеѓу Прилепскиот и Битолскиот крај на Пелагонија, токму на повик на земјоделците, бидејќи овој проблем трае веќе неколку години наназад, како што ни кажаа тие самите, 3 години. Зашто станува збор? Се надевам дека онаа пумпа која што ја гледате во далечинава ќе обстои, ќе биде и утредента тука, бидејќи преку ноќ пумпите ги снемува, односно некои, како што велат, ги земат, односно ги крадат. Се случува 3 години наназад, кај повеќе земјоделци, досега некаде околу 15 на пумпи, а како што имаме информација, исто така и во Тиквешкиот регион, особено во Пепелиште, пумпите ги снемува. Зошто ова се случува, каде е државата, каде се органите кои што треба да реагираат, бидејќи се може да се среди, а од ова зависи опстанокот на културите, како што рековме, временските услови се многу неповолни, секоја капка е важна. Вложувањето е големо. До 5000 евра само за бушотина, зависно од длабочината, значи по метар се пресметува, но исто така и пумпите се скапи. Има и поевтини кои што нема да траат долго, но има и 500 и 600 евра. Самите земјоделци не знаат каде да го најдат спасот и токму преку оваа емисија ние ќе се обидеме да допреме до соодветните органи да се среди сето ова и верувам дека не е случај само овде во Пелагонискиот регион, како што реков во Тиквешијата, а можеби и во другите региони на Македонија. Проценките за годинашниот род на куртовската капија, наречена ајварка, се движи околу 65 милиони килограми. Приносите се нешто намалени во споредба од лани, но сепак пиперки ке има. Во Пелагонискиот регион во моментов актуелна е бербата, чиј квалитет и принос зависи не само од временските услови, туку од тоа дали има доволно вода за наводнување. Прва берба е, не е многу задоволително, али може да кажеме дека прилично добро е во глобала. Сега, потаму како ќе видат времењето, дали ќе ни дозволат повеќе да береме, дали не ќе видиме, а сушата си го направи и таа своето. Родо према ланската година е 50% помал и така да се мачиме, се тераме некако. Имаме некои се исушиле вода, имавте прекин некако? Па прекин имаме, пумпите ни ги крадат од тука. Еве, 3-та година соред ни ги крадат пумпите и дури да набавиме нови, поминува времења, а тој не чека. Овде имам 3 декари, таму имам 9 декари на другата нива. Имаме доста садено, само сушата многу ни се одразе. Вие вложувате систем Се, еве, системот си е наместен. Влого имаме доста. Ѓубрива, пестициди, препарати за ѓубрива, за ова, за она. Многу имаме влог, а малку добивки. И плюс, ни се крајно овие потрошувачки со пумпите што ни ги крадат. И тука имаме загуби доста. Од Источна Македонија тие го чуваат под фоли, ние го чуваме на отворено. Кања се поубав пипер, поквалитетен. Али тие може вака гледано поубав пипер вадат на изглед, али со квалитетот нема шанса со нашиот досег. Овие се некои сега нови сорти ги садиме, ама слични се на куртовската капија. Сега година жито ќе види, ќе посеам жито. А за наредната година па може и пипер или нешто, или тутун ќе видиме. Мора да се направи плодоред на земјата. Од Випардо немам земено ништо да ви кажам. Поднесов еднаш барање, некој ми бара уште некои други документи, вака се погоде во берба, не може да набавам документи други, многу бара процедури. И не можеме ние толку да вркаме тие работи, немаме толку време. Според договорот постигнат помеѓу Министерството за земјоделство, откупувачите и преработувачите пред почетокот на откупот, цените треба да се движат 45 денари за прва класа,
35 денари за мешаните количини од прва и втора класа, 20 денари за втора класа и 15 денари за трета класа. За годинава се планирани и субвенции од 4 денари за килограм пипер, предаден во периодот од август до октомври, а за останатите периоди 6 денари. Колку оваа субвенција повторно влијае врз откупната цена и дали се почитува договореното? Каква е состојбата во Пелагониско? Откупна станица има тука од 23 денари тука недики сега моменталната цена. Од квалитетот не поќе, да. Али ќе видиме, може ќе има подобар квалитет попосле. И лани беше променлива цената, зависи квалитетот, зависи како ќе има потреба таму фабриките и така сето. Имаше и застој некојаш, па некојаш и мораме и да фрлиме нешто и така да. Ама ќе има за зимница и за наш јани. Абе за нас ќе има ли да извајме поќе сакаме ние. Има доста садено. Аз имам носено и во Војани, дури за извоз за Бугарија се носеше за Хрватска, за вамо, за тамо се носеше доста. Али сега може да има и сега ништо чудно, али ние не знаеме, ние гледаме да произведиме само. Субвенциите колку толку се добро. Аплицирам како не, иначе уште тоа ако не го аплицирам, ако не дати од тоа и дупка салам. И таму ден губиш. Ќе носиш документи, ќе бараш те ова, те она. И тој да ми го плати мене ова, не ми треба субвенции. Нека се плати производството, зашто ти субвенции. Здраве Господ, ќе видиме, ако не чува здравјето, ќе садиме паша да правиме. Ние земјоделците мора да работиме, а другите како ќе не финансираат така. Земјоделците постојано стравуваат од тоа дали ќе успее производството, каков ќе биде родот, времето, дали и по која цена ќе се продаде. Прават се што можат да успеат, постојано инвестираат колку што можат, но неизвестноста продолжува. Кражбите на пумпите ја услужуваат нивната работа. Самите вложиле и во бунарите и во купувањето на пумпите, и некој сака преку ноќ да заработи, не почитувајќи ја нивната работа. И не само таа загуба, тие го губат и родот, што треба да им донесе приход за да опстанат. Договорот за застапеноста на тутунот на македонските ниви изнесува над 14.400 хектари и се очекува производство од над 27.000 тони. Но дали е така на теренот? Годинава тутуно многу со помал род и вие како што гледате имавме многу сончеви денови годинава. Имавме до 50 степени жешко, па не можеме и да постигнеме со наваднување. Над 17.800 тутунопроизводители или 6% повеќе од лани склучиле 33.517 договори. Ланската цена не беше лоша, иако и тогаш се бараше повисока цена. Лани не ни беше прифатлива цената од 400 денари. Годинава имам склучено околу 13 тона суров тутун да произведувам, а од тие 13 тона дали ќе произведувам само 7 или 8. Договорената количина ќе не можам да исполнам. Бидејќи, како што гледате и вие, годинава тутуно нема род. До трета берба и завршува. Лани имав 5 берби на тутуно завршивме, со 5 берби. Најквалитетни, ама нема. Како што гледате, горе нема. За четврта берба само останува 3 листа. Бидејќи годинава многу жешко беше и тутуно си отцути најнормално и растението си добива стрес од жешко, така да климатските услови си направи своето. За годинава, таа не треба да биде пониска од 10 евра за килограм тутун. Има повеќе причини за тоа. Испод 10 евра за нас не е исплатливо да работиме. Бидејќи имаме големи трошоци годинава, имаме од 40% зголемени само работна рака. Дневницата се пресметува на сат и бербата на низа. Годинава сатот стигна околу 350 денари од сат и 100 денари на низа. Просечно еден човек денеска може да заработи во 5 сати на тутун 2000 денари. Или на низа, ако е помојкен да се избира
До 50 евра еден работник денеска достигнува во Македонија. За нас е премногу. За нашите стандарди, со ниски цени, не е само работната рака, и влија тука и наводнувањето, кирија, садење расади. Од почеток до крај имаме 50% имаме само вложување во тутунопроизводството. Квалитетот е добар, а приносите се намалени. Производителите прават се за да се овозможи растението да преживее. Ние немаме системи за наводнување. Сами со свој пари вложуваме за бунари бушење. Еве и мотори купуваме, и тие ни ги крадат, така да не знаеме како веќе да се спасиме од ова работа. Па една бушотина ни кошта околу 5000 евра. Пумпите се движат од 300 до 400, има и до 150 евра, ама ефтина пумпа не ни издржува дури на недела. Па мораме да купиме и што се вели поскапи за да одат цела сезона. Но бадијала, велат. Не знаеме што ќе затекнеме утредента. Секој ден купуваме нови, преку еден ден и тие ни ги земат, и ние веќе не знаеме на кои органи веќе да пријавиме. Пријавуваме полиција. Никој ни не одговарат. Тука овој тутуно е мој. Тука берев и са бајлето. Ко се раздена, сополив првен го заприметив од комшијата моторот. После го видов другиот. Ко си одеме са бајлето, таму имам ченка кај шо вади, го земен беше и мојот, па уште 2-3, што и видов на пато, да речеме, друго не шетав јас пона. Значи, ова трета година мене лично, по еден мотор ми зема секоја година. Лани беше на другата страна од селото, годинава на ова, да речеме, пределе. 30 погони ченка имаме насадено, значи, или во декари, да ја речем 60 декари, поќето е за силажа, има и за зрно, имам и пипер 1 хектар. Лани ко пријавиме до 10.000 или штета е плюс првата година кога градија не била нивата заградена. Не знаш што зборува. Точно така, барем бев село. Ама, баш сино му рече, ела в кола ќе донесам до Грција, кој една кола, една нива најдиш заградена, не го барам мотор ништо. Апелираат. Апелирам до министерот за внатрешни работи да ни спружи рака. Сите сме сега финансиски немојкни да купиме нови мотори, нови пумпи. Не само мој, и на други 15 души секој ден му се кради. Пријавуваме полиција, не добиваме никаков одговор назад. Ние не знаеме на кој правец да тераме. Затоа апелираме до министерот за внатрешни работи да ни спружи рака и ова работа да се реши еднаш за секогаш. Значи, ние како земјоделци да си ја бркаме работата, полицијата да преземи, да речеме, еве, кој што кажав, трета година со ред, ништо, дојди и направи записник, ој си, поќе, ни се знае што се случи, ни ништо. Овие земјоделци се оштетени, веќе 3 години им се повторува истото. Сами се организираат и се обидуваат да ги најдат виновниците. И еве и ние со помош на овој прилог сакаме да помогнеме. И не само во овој случај, туку и за сите останати во сите региони на Македонија, каде што ја има ова или слична појава, односно кражба. Лани беше сечено цревото со нож, а годинава си одвртија домаќински. Ова цревото што е за бушетината, тргнато насреда, за да не падне напред. Вака оставено беше. Без разлика на паричната висина на пумпите или другите предмети, машини, опрема, некаде и механизација, треба да се разбере суштината. Ако немам пари да купам друг мотор, овој пипер да не се наводни на ден, како што кажа и комшијата пред малку, ако овени после, значи не се малце штетите. Значи комшијата е зеде нова, да речеме, детево, ако нема друга, мора и тој да земи друга, што направи. Тоа така си оди. Сето тоа е орудие без кое не може да се произведе храна, а загубениот род, доколку не се наводнува или не се обработува почвата, значи загуба, не само за земјоделците, туку и за нас и за државата. А и за крадците, доколку имаат свест и совест, може би ќе разберат што значи оваа штета. Моторете може да кошта 5010 или белите кошта до 30, значи тие се многу поскапи. Ама штетата е огромна, што
пошевелиме, дали можеш одма во моментот да купиш? Една ден нека овени, цветот му падна, пиперките овенуваат и така да. Големи штети се прават, да. Големи штети се прават. Со ваквите појави, маките што ги тргаат, како што велат, тешко е да се задржат младите. Можам да речем на 120 или 30 сме. Сите млади луѓе ни напуштуваат државата секој ден, бегат, неќа да работат земјоделие, бидејќи премногу тешко е. Тешко и мачно е. Младите тешко ќе се вратат како што почна системот. Млади што секој гледа за полесна работа, да речеме. Тешко дека ќе задржат тука. Јас сум регистриран земјоделец 6 години. Плаќам придонеси кон државата, пензиско осигурање и фондот за здравство. Моментално имам аплицирано за трактор и земјоделски механизации. Уште немам никаков конкретен договор, дали ќе ги добијам или не. Субвенции добиваме годинава. Само за сточарство, производство годинава ни каснеа субвенциите, а другите мислам дека сите се платени како што треба, со ред. Еве емисијата за земјоделците Аграр настојува да ги ослика реалните состојби се што се случува. Актуелно е веќе бербата на винските сорти. За жал, незадоволни цени велат земјоделците. На лице место еве овдека сме во Тимјани, каде што се носи грозјето, берба во гајби, што значи се задоволуваат сите оние потреби кои што и ги бараат. Но за жал, нашето грозје, македонското, оди за извоз во моментов во Босна и Херцеговина, а цените се за шардоне 40 денари, темјаниката пониска цена 35 денари, додека е за извоз веќе 40 денари, а она што беше објавено за откупна цена од вранецот за 21,3 и 18,9 за Смедеревката, вела дека не може да се покријат основните трошоци. И најчесто мисла дека повторно ќе бидат оние цени од лани и како што нагласуваат, црвеното грозје, односно вранецот, не го бараат. И уште едно што ни го нагласија самите лозаропроизводители, тоа е дека се задржува речиси 10% според сегашниот закон за вино, доколку исплатата на откупеното грозје изнесува во рок од 7 дена. За она што значи почеток на гроздобер, како што реков, лозаропроизводителите се незадоволни и најавуваат дека ќе има многу помалку грозје за идната година. Сезоната на бербата на трпезното грозје започна добро и до евро за килограм, но последниве 2 недели таа двојно и повеќе се намали. Конкуренцијата на надворешните пазари се зголеми и интересот кај трговците се губи. Он има 50 тона вранец, што ќе му прави? Ево го другарче ми 50 тона вранец има. Што ќе му прави, него сакат ли? Зошто не кажа уште у февруар дека и да не ги работи мич? Они маш темјаника Не ја сакат без пари. Квалитетот е извонреден, а сегашните цени не ги покриваат трошоците. Има многу вложувања, не само во производството, туку и во бербата и во пакувањето. Доколку е можно, добро е трпезното грозје да се смести во ладилник и да се чека подобра цена. Но за винското грозје не може да се чека. Лозарите се револтирани од понудените цени. Улици Гројчи историја не може да им 500 евра пари. И? Како ќе биде тоа? Ништо не биде. Ништо не сме задоволни со Гројчот, година половина го оставаме. Готово. Од година го оставаме половина и готови. Ние чојме за Крватско ќе работиме таму. Рачи кори се морчи. За Крватско чојме, шо? Ама и грозјево ни одиме стави. Ако не оде, кој ќе може да работи на вацер, нека работи. Ние ќе одиме таму. Ќе ни дадат 2000 евра плата, 3 месеци ќе работиме и си доиме. Не треба повише. Винското грозје е исто така со одличен квалитет. Странците, увозници, не прават проблем за цената. Тие со децении се присутни кај нас. Какво е македонско грозје и која сорта најчесто увозите? Грозје е супер, све една сорта која сум ја купила, јас сум задоволна, екстра е. Гледај злато гроздје, гледај злато гроздје. Шардоне, вранац,
Мерло, Каберне, так дали. Шардоне. Да. Одлично. Што повеќе пари дадат, тоа поарно. Цена каква е? Добра. За вас добра. За нас добра. Колку е килограм? Сега го компензираме. Го компензираме за сирење и за кашкавал. Така ли? Да. А иначе која цена е? Па мора да има некоја цена. 8 евра. 8 евра? Да. Само шардоне ли имате? Да, само шардоне. Сведно собравте? Не, Антек сега почнуваме до прва. Не. Каков е квалитетот? Ево го, одличен, прва класа. Ваков нема. Каде ќе оди ова сега, во Босна? Секаде, низ Западот, низ Европа. И така, повторно се случува од македонското грозје да се прават странски вина, со повисоки цени зад кои што не заостануваат ниту цените на македонските вина. Само цените на суровината или винското грозје заостануваат за цените на грозјето од Балканот, Европа, па и пошироко, велат лозарите. Колку треба да биде вранец? 30 динара колку? Смеделевка треба да биде 25. Сега со овие цени 21,3 денари, така беше објавено. Ништо тоа е сето лага, тоа ништо нема да биде сега, па ќе биде ланската цена. Понудените договорни цени се недоволни и низ посмев додаваат. И тие се задоволителни, одлични се, добри се. Да. 18,9 за Смедеревката? Многу е, да. Ова вие се подсмевате или? Се смеам. Потреба се срамат тие, а не да се смеам. На потта наша они се богатат. Това е. Ништо не знаеме, црното еве него сакат. Па ќе видиме што ќе биде. Смедеревката сега е бара. Смедеревката бара, тамо она е кисела, а до лани ни бараа малегани. Сега не бара? Сега не барат, вика бери само и носи. 18,9. Да, може и 18, може и 17 да му текне, ако сакат одла за кеш пари, човек и за 17 ча дадат. Да, имате намалување од скоро 10%. Да. Лозарите се прашуваат како може водата и обичната и минералната да бидат со повисока цена од цените за винското грозје. Во продавницата не се расправаш за цената, туку плаќаш колку што бара продавачот. А нели се тие тоа? Лозарите го продаваат својот род, но по цени кои што им ги нудат откупувачите, а не по цена по која е произведен килограм грозје. Ке дојде ли време оваа пазарна нелогика еден ден да се исправи, зашто може да се случи Македонија од винска земја да остане и без лозје. Државата веќе објави оглас за откуп на 9000 тони пченица по 13 денари за Агенцијата за стокови резерви. Се надеваме дека дел можеби од ова што го има собрано нашиот домаќин производител Маријанчо Цветковски, кој што долги години веќе е регистриран производител, поточно 15 години, го чува вака, надевајќи се дека ќе добие и подобра цена, бидејќи знаеме изминатата година цената на пченицата и јачменот се зголемуваше, во жетвата беше лани 10 до 10,5, но потоа се зголеми на 15 денари. И тој вели дека таа цена од 15 денари е реална за да може да се покријат трошоците, иако треба да добие и профит од сето тоа. Убав пример кој што верувам постои во другите региони, а ние се наоѓаме во Прилепскиот крај, каде што вредните земјоделци професионално ја работат својата работа. На 17 август објавен е оглас за откуп на домашна пченица за стоковите резерви на државата. Прв пат во Македонија ќе се откупува македонска пченица за стоковни резерви 9000 тони меркантилна пченица од реколтата 2025 година по цена од 13 денари по килограм, без ДДВ. Понудените цени при жетвата беа недоволни за да се покријат трошоците. Земјоделците се приморани да ја чуваат. Тие понудените 11-12 денари не ги покриват ни основните трошоци за производство. Скапи се репроматеријалите, џубривата и така што одлучивме пченицата да не ја предадиме, да
чека подобри цени. Па сега ќе размислиме да видиме, сега моментално владата нуди 13 денари за килограм за откупена пченица за државните резерви. Вкупно некаде имам се насе со сејачмен околу 60 тони житарица. Имате комбајн? Комбајн не. Со услуга си појчаме, да. Ами околу 10 евра по декар или 100 евра по хектар за парцели, а за мали површини повисоки. Се во загуба сте, тоа е, ако ценава нешто се покачи, ќе се добие, ако не, тоа е за таа цена, да речем, што ни се нудеше во жетва, сигурно не е. Слабата годинава е собиравне и за сточарите. Ова ние чувавне, моменталната цена 10,5 денари беше во жетва, до пролетта, до новата жетва стаса околу 15-16 денари. Која вас цена? Па цената испод 15 денари ми се чини дека не е рентабилно производството на пченица. За јачменот тука е и таа цена 14-15. Приносите се добри, квалитетот е одличен, значи хектолитражата ја исполнуваме, така што околу 450 кила по декар или 4500 кила по хектар за нашите услови, да речем, према местоположбата, ние се наоѓаме во Ридско-планинско подрачје со ограничени услови, да речем, отежнати услови за обработка на земјата. За се добие квалитет и соодветен принос, зависно од регионот каде што се произведува, потребно е најпрвене сертифицирано семе, агротехника, но и други репроматеријали. Вештачки џубрива снабдуваме од претежно од Манов, од Делчево, квалитетни џубрива и така што имаме резултати. Агротехника со сета агротехника, без агротехника, значи нема производство. Моментално немаме ништо рано за новата сејдба, не сме припремани поради сушата, така што ако дадат временските услови ќе се припремаме. Па прва агротехника, после жетвата се заорува, да речем, површините, по жетвените, да речем, оние сламата се заорува и така што после уште едно есенскорање се прави, па сејдбата. Дали свеста ке земјоделците се зголемува да не се пала страничката? Па со самото палење на страничката се губи поради што хранливите материи ги губиме во почвата и тие што ги имаме. Значи во Прилепско не се пали? Па сега за сега не треба да се пали никаде, али сега за сега се нема ништо запалено. За примена на потребната агротехника потребни се многу машини и приклучна механизација, зашто Маријанчо заедно со својата сопруга ја има добиено низ повеќето програми од државата. Имаме добиено и со ИПАРД програмата, имаме и со рурален развој и така што добро е сега. За сега имаме машини, имаме капацитет, површини имаме, добијавме 6 хектари нова површина земјоделско земјиште на 30 години и така што ќе се работи. Кај нас моментално местоположбата таа е пченицата, јачмен и тутунов. Сончогледот не е исплатливо поради сушен район, не постигнуваме она што треба, прагот не го постигнуваме. Сточарството згасна веќе кај нас, кравите се продадени, уште две имаме. За да се вратат младите треба услови, значи без услови во селата никој не се врече. И ние што сме таму ќе се иселиме. Значи треба инфраструктура, треба вода, треба струја и така. Ние пат немаме во селото, па за градинка и училиште да не правиме овете. Добро е кога има вакви примери кои со многу труд, вложување и знаење го чуваат највредното за секоја држава. Земјата ја обработуваат и произведуваат храна, одејќи напред во постојан развој. Таму ни се површините, таму ни се корените, додека можеме, ќе работиме. Информациите и советите за текомното производство имаат клучна улога за успех. Освен изборот на семето, правилната агротехника, заштитата, односно третирањето на посевите, употребата на соодветната механизација, потребно е да се направи и прихрана, односно употреба на вештачките ѓубрива. Многу е важно кога и какво ѓубре се употребува. Манови од Делчево од долги години соработува со земјоделците од сите региони, унапредувајќи го нивното производство, но инвестирајќи и во сопственото. Ние сме претежно ориентирани према руските ѓубрива, кај што е таму и најевтина суровината. Во последните години заради санкциите имаме одредени проблеми, меѓутоа ги надминуваме. Користиме само директна суровина, не сме познати по мешање или по слично. Од пред една година инвестиравме во современа модерна линија за пакетирање, италијанска линија која што е со одличен квалитет,
со препознатлив дизајн и инвестиција вредна повеќе од 1 милион евра. Благодарение на неа проширивме и пазарот, го проширивме и асортиманот и се наметнуваме како сериозни играчи на ѓубривата и другите суровини. Домашното вештачко ѓубре одамна го нема, а за да се добие идеална содржина треба добро да се укомпонираат сите додатоци. Ова е амониум нитрат. Најпопуларното азотно ѓубриво на нашиот пазар, директно донесено од Русија. Познати сме во регионот како фирма која секогаш знае да понуди квалитет и добри цени. Благодарение на тоа сме веќе присутни повеќе од 25 години со квалитетна роба и добра цена. Присутни во регионот Косово, Албанија, Јужна Србија, полека и Грција. А за македонскиот пазар мислам дека можеме да се слободно наречеме лидери во ѓубрето. Со современите машини и опрема се добива браното и се олеснува работата. Дали се користени средства од ИПАРД програмата? Ние како голема фирма до сега не успеавме да добиеме некој поврат од ИПАРД програмите. Меѓутоа нема да застанеме тука, ќе продолжиме и понатаму. Во план имаме инвестиции во силосни капацитети, во други производство на семе, така да ќе се надеваме со помош на државата да успееме да инвестираме, нема тука да застанеме во нови производствени и други капацитети кои што ќе бидат од помош на нас и на нашето земјоделие. Во поглед на кооперантите, ги помагаме земјоделците со програми, со едукации и се надеваме дека ќе си ги добиат заслуженото. И не само обезбедување на репроматеријали, важен е пласманот. Каде ќе се продаде родот? Македонскиот аграр полека ги следи чекорите на европското, мораме да се окрупнуваат, тоа е факт. За жал, малите стопанства се все повеќе потиснати и во услови кога се зголемуваат кооперантите, кога растат тие, мораме да ги пратиме и нив, значи ги стимулираме со репроматеријали, ги стимулираме со вештачки ѓубрива и на крајот се во договор со нив и им го земаме и родот. Значи се регистрирани за откуп и се во склоп со договор помеѓу нив правиме еден добар кооперантски однос. Ги обслужуваме со комплетна механизација во поглед на седбините процеси, во поглед на припремите, така да имаме комплетна линија на земјоделска механизација и широк асортиман. Делчево како и сегде не знам бројките што зборат, статистиката, меѓутоа окрупнување има и тоа е иднината, друго нема. Ова што беше крава 2 или слично е завршена приказна, има сериозни кај нас млади луѓе, што радува фактот, со сериозни бројки на грла говеда или на грла овци и мислам дека тоа е иднината. Со 200-300 грла на овци или со 50-60 крави може да се успешно обстојува и да се живее. На секој земјоделец му е потребна сигурност и доверба. Целта е да се произведе квалитет. Сите тоа го сакаат. Заедно, работејќи партнерски. Овој начин на работа дава перспектива дека македонскиот аграр може да функционира по европски терк. Светот оди напред во производството на храна, не заостанува ни македонскиот аграр. Еве овде конкретно станува збор за феромон станица, каде што се користи сончевата енергија од другата страна. Овдека е таа самата станица, стапица, односно, каде што се набројуваат штетниците кои што може да го нападнат овој насад со олешник. Ова е дел од проектот Смарт или паметно земјоделство, кое што е финансирано од Европската унија. И не само за феромон станицата, која што користи, рековме, сончева енергија, исто така
Паметното земјоделство има повеќе методи и начини за да добие рентабилно производство, заштита на земјоделецот и приближување до оние стандарди кои што треба да ги имаме, особено во овие времења каде што има и недостиг на работна рака, изголемување на заштитните средства, на нивните цени, на вештачките ѓубрива и другите ѓубрива за прихрана, може да се олесни самото производство со користење и на дронови. Агрометеоролошките станици се од големо значење за земјоделците, бидејќи тие може да добијат навремени информации со цел предупредување при опасност од мраз, суша или заболување на растенијата, со што ќе можат да имплементираат соодветни агротехнички мерки, истовремено зачувувајќи ја животната средина. Вакви станици се поставени во многу региони и доста се актуелни и барани во овоштарството. Насадот со лешници е 5,5 хектари. Имаме околу 3500 лешници, од кои што повеќето 80% се тонда романа, познато исто како римски лешник, а другите се опрашувачи. Насадот е од 2015 година, но целосен род имаме од последните 6-7 години. Ние бевме вклучени во проектот од Агросмарт. Имаме добиено грант од Европската унија, кој што беше спроведен од МРФП заедно со нас како фирма. Имаме добиено дрон, кој што ние пола од парите ги имаме финансирано, и заедно со дронот имаме атмосферска станица и феромонска станица. Атмосферската станица многу би значила, затоа што мораме внимателно да го следиме растот и развојот на лешниците, на самите дрва и на самата почва одоколу. Мораме да ги следиме метеоролошките движења, дали ќе има дожд, дали ќе има сонце, дали со феромонската станица да следиме дали ќе има бубачки, кои бубачки се застапени, во кој период, дали пролет, дали лето, дали есен, самите листови, дали се почнуваат да се зелени, дали од самата светлина од сонцето и од сончевите зраци почнуваат да пожолтуваат. Сето тоа би не значило многу на нас, бидејќи мора многу внимателно и од голема површина многу треба да се следи. Овие станици се опремени со голем број сензори, кои ги мерат врнежите, влагата на почвата, брзината на ветерот, правецот на ветерот, атмосферскиот притисок, влажноста и температурата, и преку софистицирани софтверски решенија го анализираат ризикот за различни култури. Во рамки на смарт проектот, кој што на овој насад имаме инсталација на агрометеоролошка станица, кој што вклучува софтвер за прогноза на болести и софтвер имаме за автоматско наводнување. Сензори кои што се вклучени на оваа станица се сензор за количество на врнежи, температура и влажност на воздух, сензор за влажност на лист, имаме сензор за брзина и правец на ветар. Ова е од поновата генерација на модели на сензори, се ултрасонични, не користат вртелешки и оние класичните. И имаме сензор за влажност на почва на 2 длабочини. На тој начин самиот клиент знае кога наводнува и колку вода е потребно за да допре до кореновиот систем на самиот насад. Имаме сензор за температура и влажност на воздух. Имаме сензор за соларна радијација, количество на дожд. Имаме брзина и правец на ветар. Тој нов модел, да кажеме, на сензор кој што се користи. Ги детектира брзината на ветерот и правецот. Има правил кај него секој се поставува на северната страна и на тој начин самиот сензор ја детектира насоката. Имаме и сензор за влажност на лист кој што се поставува внатре во самото растение и имитира листот на самото растение. На тој начин се детектира кога има роса и колку време се задржала влагата, која што е многу битна за детекција или за појава на болести. Работи на соларен панел, одоздолу има поставено и акумулаторска батерија, внатре има интегрирана M2M SIM картица која што ги препраќа податоците. Значи целосно независна станица, не е зависна од енергија и интернет. Долу имаме сензори за влажност на почва. Тие се поставени на 2 длабочини различни. Имаме на 40 и на 60 и значи кога ќе дојде првата влага која ќе се детектира на 40 сантиметри, престанува наводнувањето, така да самиот клиент веќе знае, прави редукција, да кажеме, штедење на водените ресурси. Постои можност информациите автоматски преку SMS пораки да се достават до земјоделците.
самите податоци преку сим картичката се препраќаат на сервер, од таму се обработуваат и самиот клиент на мобилна апликација и на компјутерска апликација ги следи во реално време. Очитувањето се врши на зависност од потребите на клиентот, се прави на 10 минути, на 15, на 1 час, зависност од потребите на клиентот. На тој начин може да се реагира, да кажем, да се следи измерените податоци на самиот терен. Податоците од станиците ќе се користат и за правилно користење на средствата за заштита на растенијата, согласно микроклиматските услови. Имаме инсталации на феромонска станица, значи на феромонска лента, во зависност од која култура и кои инсекти се ловат, и самата станица е автоматска поставена со 10 мегапикселска камера, која што на секој, дали еднаш, дали два пати во денот, прави слика и ги меморира со помош на вештачка интелигенција, ги детектира бројот на инсекти и кој тип на инсект го има на самиот насад. На тој начин самиот клиент воочува кога има развој на инсекти, на штетници, и може да интервенира уште пред да направат материјална штета, да кажеме, на самиот насад. Треба да има повеќе, треба да ги има во поголем број, да бидат опфатени и сите региони, бидејќи ако до пред 1-2 години се сметаше дека дигитализацијата е нешто, како да кажем, нешто како луксус во земјоделието, веќе се покажува потребата од дигитализација, и дигитализацијата е неопходна за да имаме интензивно производство. Најдобро би било кога би можеле нашите државни институции и IPARD проекти да ги вклучат повеќе, да ги имплементираат овие проекти, бидејќи треба да се одржуваат и трибини, и самите земјоделци да се запознаваат повеќе со можностите, бидејќи една станица, да кажеме, како пример агрометеоролошка станица, не е само за да ги детектира појава на болести, има многу метеоролошки податоци кои што многу влијаат. Дали врз развојот на самото растение, се прави виртуелна средина, да кажеме, и на тој начин може да се следат сите фази од самиот насад, така да се многу значени за комплетно за целото производство. Дигитализацијата во земјоделството започна не само со овој пример, туку се повеќе може да се видат примери и на употреба на дронови и други современи алатки, кои не само што не доближуваат до светските трендови, туку се повеќе се неопходност во денешницава, каде што климатските промени ги чувствуваме сите, а годинава во овоштарството направија невидени штети. Агрометеоролошките станици се дел од превентивата, за кој што земјоделците стануваат се повеќе свесни за нивната употреба. Убаво е кога македонските полиња се вака плодоносни и се користат токму за таа цел која што е првобитната намена, производството на храна. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.